Кабинетиот Боре Видовски не беше во можност денеска да присуствува заради тоа што неговата здравствена состојба е до толку влошена што он пред 2 дена се изгубил буквално во притворското одделение на затвор Скопје поради неговите проблеми со бубрегот, бидејќи човекот живее со еден бубрек кој што му е дониран. Континуирано не е лечен во затворските услови затоа што и не може да биде лечен, бидејќи има континуирана потреба од диализа. Он од месец август првпат однесен на лекар дури на ден 17 март оваа година, каде што неговиот по параметри, неговиот креатин, ако нормалните се од 50 до 100, неговиот беше 600, а додека пред 2 дена неговиот креатин е 850. Така што во такви услови им се изгубил буквално во притворското одделение и е однесен на клиниката за нефрологија при клиничкиот центар во Скопје, така што моментално е на болничко лекување. Така, доколку не биде во можност да дојде на наредниот термин, дали ќе обезбедите согласност за да не се одлагаат рочишта? Јас ќе покушам да обезбедам согласност, меѓутоа овдека проблемот е системски, бидејќи човекот доколку има соодветен болнички третман и има соодветно лекување, он нема да има проблем да присуствува на рочиштата. Моментално обвинетиот е во притвор, меѓутоа притвор е и шутка, притвор е и болнички услови, притвор е и домашен притвор. Во сите други за него е најбитно да добие соодветен болнички третман. Доколку го има тоа, он ќе присуствува, а за согласноста не е проблем, ќе обезбедиме и согласноста. Меѓутоа проблемот е малку поголем од согласноста. Значи, дали со ова сакате да издействувате ќе дојде до обвинетен притвор? Видете, притворот е мерка за обезбедување. Притвор е притвор, и куќен да е, и болнички да е во болнички услови, тоа е повторно притвор. Ние имаме институции во оваа држава што може да го контролираат и куќниот притвор, а и притворот во болнички услови. Нека биде и болнички услови, не е проблем. И сето тоа, неговото присуство секако може да биде обезбедено ако има соодветен болнички третман. Во вакви услови, во притворско одделение, во шутка не може да има болнички третман. Колку и да сака да изјавува директорот дека е континуирано лечено, однесен на преглед во август месец минатата година и однесен на преглед на 17 март оваа година. Тоа не е континуирано лечење. Ако му се даде еден антибиотик или му се земе крв, не е тоа континуирано лечење. Овдека имаме работа со човек кој што има изгубени 2 бубрега и дониран еден. Он има континуирана потреба и од диализа и од медицинска нега.